акција. Добро беше. Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Поддржано од Jumping Clay Македонија. Знаете дека сум најдобра во училиште, така? Да. И многу ми оди математика, така? Да. И македонски имам се петки, така? Да. И многу знам да играм одбојка, така? Секако. И фудбал играм. Да. Ти најдобро играш. Или чекај, ја не играм фудбал. Да, ти не играш фудбал. Па затоа сум најдобра во кошарка. Да. И за малце ќе бев председател ако не беше онаа прчулата Сандра. Да, таа е најголемата прчула. Знаете за што ве викнав? Не. Да се фалиш сушто? Не ми се фали веќе. Јас ве викнав за да ви покажам како правам палачинки. Вау. Еве видете сега како ги вртам. Вау. Ајде уште еднаш? Ми се закачи палачинката на таван. Аха, ми текна. Нели вие живеете горе? Да. Подете горе, нели тука ви е тоалети? Да. И за 15-20 секунди скокајте, да ја ќе ја чекам вака тука со тавчето и да ми падне. Добро. Супер. Ајде. 20. Скокајте. Ејва, од толку фарење една палачинка не можеме да изедеме. Јас си урам, чао. Не си оди, чекај. Мамо! Првата чоколадна коцка била направена во 1947 година. Пред тоа чоколадото било само пијалок. Каков пијалок? Топло чоколадо. Чоколадно млекце. Правото име на Вини Пу е Едвард. Вини Пу се вика Едвард. Што? Китовите можат да добијат изгореници на кожата исто како луѓето. Па нека се мачкаат со млеко за сончење. Најскапата книга чини $14 милиони. 14 милиони за една книга. Матеа, сакаш после училиште да одиме во сладкарница? Може, јас многу сакам сладолед. Супер! Јас ќе земам од чоколада и ванила. 2 топчиња. Може јас со вас да дојдам? Не. Не. И не. Зошто? Зашто така сакаме. Сакате утре пред училиште да одиме кај мене, мајка ми ќе ни направи пица. И ќе пишуваме домашно по математика. Доаѓам. Јас ќе донесам сок. И поверет. А може јас да дојдам? Не. Не. И не. Зошто? Зашто така сакаме. Дечки, јас ќе ви кажам една тајна. Дојдете. Стварно? Да. А може јас да слушнам? Не. Не. И не. Зошто? Зашто така сакаме. Здраво. Што ти се случило? Ме скршив раката. Како? Па трчав и паднав. Срика што само раката ти се скршила. Ајде ученици, сега завртате на страна 128 да се спремиме за утрешниот тест. Значи заокружете ги следните пасуси. Првиот пасус да го научите напамет, тој ви е најбитен. Вториот пасус Мија, може да ми се окружиш, ја не можам со десна рака. Не можам сега, јас треба да напишем. Мија, ти помниш да закружам, не можам јас со лево. Мене многу ме боли раката, извини, не можам.
Сакаш и аз да ти помогнам? Може. Може и утре заедно да учиме. Супер идея. Може. Со неја ќе учиш? Да. Зошто? Зашто така сакам. Најдолгата новела, некогаш напишана, содржи 9,5 милиони букви. 9,5 милиони букви? А колку се тоа зборови? Тоа е многу долга книга. Во Норвешка хидроцентралите произведуваат 97% од електричната енергија што ја користат граѓаните. Браво за норвежаните, значи многу се ефикасни, значи едно огромно браво. Пелагонија е највисоката котлина во Република Македонија. И највисока и најголема котлина. Највисокиот врв во Република Македонија се наоѓа на планината Кораб и изнесува околу 2700 метри. Тој врв исто така се вика Голем кораб. Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам едно комплексно соединение. Комплексно соединение е соединение кој има комплексен ион. Прво нешто што ви треба е епрувета. Можете исто така да искористите и чаша од кујна. Првата епрувета ќе ја наполните со топла вода. Толку е вака во ред. И ќе додадете малку амониум нитрат. Амониум нитрат можете да најдете во земјоделски аптеки. Амониум нитратот додека се растворува ја лади водата. Сега ќе додадам малку натриум хидроксид, исто така познат како жива сода. Ова е доста опасна хемикалија, затоа сум со ракавици. Може да предизвика хемиски изгореници на кожата и така натаму, бидејќи е многу силна база. Сега, што е важно за оваа реакција е произведува амоњак. NH3. Тој е отровен, корозивен и така натаму. И затоа може да се произведе само во многу мали количини. И во случајов јас сакам да се раствори во овој раствор тука. Затоа ќе додадам мало парче натриум хидроксид и веднаш ќе ќе затворам епруветата со прст. Ќе протресам додека да се раствори. Можеме да забележиме дека притисокот се подига малку. Исто така е доста добро да знаете дека концентриран раствор од натриум хидроксид го напаѓа стаклото. Вака за кратка употреба не е страшно, но доколку подолго време стои во стакло може да го нападне. Затоа тука натриум хидроксидот стои затворен, каде што не може вода да влезе, бидејќи така не реагира со стаклото, барем толку брзо. Сега, втора епрувета. Во неја ќе става малку бакарен сулфат. Тоа е така наречен син камен. Ја ви поголемо парче ќе покажам. Се користи како природна алтернатива за пестициди, инсектициди и така натаму. Бидејќи е доста добар во труење на поедноставни организми. За луѓето не е толку многу отровен. Сепак не би требало да го јадете. Ќе додадам малку вода. Ќе протресам. И како што можете да забележите, добивам син раствор. Сега, што ќе направам? Амоњакот, растворот од амоњак. Ќе го помешам со растворот од бакарен сулфат. Како што можете да забележите, се формираше темно сина течност и бел прав. Што е тоа всушност?
случува оваа реакција. Бакарен сулфат со амоњак реагира да го направи тетраамин бакар комплексниот ион, кој е темносин во боја. Но, бидејќи има повеќе натриум хидроксид од што беше потребно и не изреагира целосно со амониум нитратот произведувајќи амоњак, дел од преостанатиот натриум хидроксид изреагира со бакарниот сулфат, формирајќи нерастворлив бакар хидроксид. Затоа ќе ви покажам уште нешто. Тука имам чиста епрувета. Во неја ќе додадам малку бакарен сулфат, топла вода, амониум нитрат. Всушност тука ја правам истата реакција, само што амоњакот на посебно место го формирам директно во растворот на бакарен сулфат. И имаме еден убав светлосин раствор. Ќе додадам натриум хидроксид и како што можете да видите, се формира бакарен хидроксид, кој што е нерастворлив. Но, доколку промешам, можете да видите како бојата се менува. Станува се потемна и потемна. И како што можете да видите, добивме една темно-сино-пурпурна боја, која по филтрација е поубава за гледање. Значи, што ќе направам е, тука, како што можете да забележите, имам уште една празна епрувета. Во неа ќе додадам малку солна киселина. Солната киселина е всушност разредена хлороводородна киселина, затоа не е многу опасна. Доколку го земам, еве да речем овој раствор, и пополека ја додавам солната киселина, можете да забележите како растворот добива зеленикава боја и се прочистува, станува прозирен. Тој бидејќи го напаѓа хлороводородната киселина, како што можете да видите, формира бакарен хлорид и го спречува формирањето на комплексното соединение. Тука оваа е провета исто така. Како што можете да видите, кога ќе се доближат, се формира бел чад. Тој бел чад произлегува од реакцијата на хлороводород и амоњак. Сега, доколку всушност ги измешам, можете да забележите реакција. Леле, дечки, ама ми е досадно ова чудо, веќе 32 пати го наместам. Мене ми е најдосадно од сите. Мене ми е уште подосадно од најдосадно. Ми текна идеја. А да ставаме маски? Какви маски, па не е 1 април. Па да, не е 1 април. Јас не ни се маскирам на 1 април, а камо ли сега. А Веда, да не мислиш на маски за убавина? Точно така. А ти знаеш да правиш маски за убавина, мислам. Па да, се разбира, ама мама ако не види? Абе, ајде, кој ќе да види, ба ти? Мајка ти ќе видела. Ајде. Да, мајка ти дури да дојде ќе поминат 3 часа, таман да се ставиме 3 маски. Па да, точно. Па, ајде да почнеме да ги правиме маските. И ќе биде право уживање, да ти кажам право. Едва ја чекам да ставам маска на лице. Па тогаш можеме да ставиме вакви краставици на очите. Ајде да почнеме. Ајде да почнеме. Ало, тато. Ало, мама е, сине. Мама, кажи. Како си? Со другарките си? Да. Добро. Јас доаѓам за 10 минути, Санди. Што? Па,
Доаѓам за 10 минути како што. Ајде, стави го ручекот да се згрее. Чао! Дечки, мама дојде, мама ти! Јас собрам кресавици. Дечки, ајде да ти помогнам. Моля да се смиеме брзо. Ајде брзо. Одиме, ајде. Ој, добро, се измивме. Хвала Богу што се измивме. Хвала Богу што се измивме. Супер! А дечки, сакате да се сликаме за Инстаграм? Чекай малку, а зашто сте сите црвени? Леле Марија, шо не направи? Ко црвени пиперки? Мама ќе ме отепа. Изгледа ви ставив од пената за бричење, тата. Марија, сине, дојдов! Дома ли си? Дома сум, ама не влегува, имам изненадување. Огромно. Деца, што сте сите такви? Дали сте знаеле дека луѓето се единствените суштества кои јадат лута храна? Јас не знам ни зашто јадеме ние лута храна. Кој сака да ти лути устата? А? Првиот ладен чај е испиен во 1904 година. Од кај имале ладилници за да го оладат? А? На Бахамите има остров кој не е населен од луѓе, ама е населен од прасиња. Колку им е убаво на тие прасиња, си уживаат на сонце. Еден стар вид мајмун, макаки, е познат по тоа што јава елен за да се транспортира од едно до друго место. Има мајмун кој што јава елен. Јас многу сакам да го видам тоа. Дали сте знаеле каде спие глушец од 134 кила? Не знам каде спие. Па кај сака? Ахаха, да, кај сака ќе си спие. Ника, сакаш да ми бидеш најдобра другарка? Да. По тоа што не си ми чаша вода. Како да не. По тоа што нема да ми бидеш најдобра другарка. Добро, ајде. Еве повели. Ника, што си направила на вода, многу е топла и стече малце поише.
На ти повели, на. Добра е. Фала, добре. Калина, сакаш да те викнам на роден ден? Да. Тогаш, измасирай ми ракава, многу ме боли од пишување. Добро е, Калина. Ника нешто сум гладна, ке сакаш да ми купиш едни смоки? Добро, ајде ми пари. Ника, сум ги заборавила дома парите, купи од твои пари. Добро. Еве повели. Благодарам. А кусурот? Да е. Ника, чувај ми го кусурот и смоките, јас ќе одам до тоалет. Добро. И Калина. Шо е на она? Да се занесува. Она многу ме нервира. Сакаш да престанеме да се дружиме со неа? Ајде, веќе да не изборуваме. Ајде. Калина, напиши ми ја домашната. Не, Нема више да ми бидеш друга. не мораш. Ника, ти напиши ми ја домашната, остаја Калина смотана. Нема. Па нема веќе да ми бидеш другарка. Не ни сакам. Абе, што ви е на вас две? Види ги, смотани, па сега јас со кого да се дружам? Срамота. Најпознатиот германски физичар Алберт Ајнштајн кој добил Нобелова награда по физика во 1921 година, кога бил во основно училиште, имал единица по математика. Ајнштајн имал единица по математика? Не верувам во тоа. Дали сте знаеле дека Јури Гагарин е првиот човек кој слетал во Вселената? Не слетал во Вселената, туку тој прв ја обиколил земјената топка. Навладетелот Чен Кнунг во 2737 година пред наша ера случајно му паднало ливче од чај во топла вода. И потоа е историја. Тоа е митот како настанал чајот. Ченг, што? Навистина интересен мит. Браво! Знаеш што, имам проблем. Каков проблем? Што ти е? Мислам дека сум пиле. Од кога мислиш? Од кога излегов од јајцата. Ау. Холивуд се плаши и да деца наши тук сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. Со супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири, тинтири-минтири,
flashy.